Децата во Македонија се злоупотребуваат сексуално, емоционално и физички. Државата не прави доволно за заштита на децата без родители. Прави малку за заштита на хендикепираните деца. Во земјава има 50 на деца бездомници, но прифатилиште за нив не постои. Невладините организации кои се грижат за правата на децата во Македонија се единствени во оценката дека децата малку знаат за своите права, а скоро ништо не се прави за нивно едуцирање во тој правец. Нашите конкретни забелешки во однос на државниот извештај се токму во членот 42, каде што се предвидува дисеминирање на информации за значењето на конвенцијата. Во владиниот извештај се вели, цитирам: во најскоро време се планира поширока акција за дистрибуирање на конвенцијата за правата на детето и за подигнување на свеста кон најшироката јавност за значењето на правата на детето. Акцијата би била организирана и се наведуваат повеќе министерства. Замислена како проект во кој покрај дистрибуција на материјали за конвенцијата ќе бидат организирани и информативни средби и семинари од оваа област. Ова е наведено како заклучок во владиниот извештај во октомври 2006 и наша забелешка е дека до денес по однос на оваа забелешка во владиниот извештај ништо не е сторено. Владиниот и алтернативниот извештај на невладините организации ќе бидат поднесени пред Комитетот за правата на детето при Обединетите нации во октомври во Женева, пошто ќе произлезе оценката за тоа колку нашата земја ги почитува и заштитува правата на децата. Проекти, мислам дека ако кажеме стварната состојба, ќе наидеме на поголемо разбирање од и таа меѓународна организација и други асоцијации. Сашо Трајковски, председник Асоцијација за слободно дружење и рекреација деце, примети недостатки извештаја, због тога што не обухватио примере из праксе, статистике и така дале. Такоđe и додao. Тој дел слободно може да се констатира дека во извештајот државата своите ингеренции во голем дел му ги препуштува на Центарот за социјална работа, кој пак е специјализирано тело за одредена ризична група на деца која во последно време се јавува со оглед на моменталната ситуација с големен број на разводи во нашава држава, но при тоа може да се констатира тоа дека и покрај што во извештајот Центарот е забележан на околу 20 на страници, тоа нешто не е подкрепено со статистички показатели кои говорат за успешната работа на Центарот за социјална работа, за позитивните примери и решенија што овој центар ги направил во прилог на заштита на правата на таа велам ризична група на деца, која пак наведува на заклучок дека во извештајот не се консултирани стручните лица од страна на Центарот и тоа дека е занемарена јавноста во работата на овој центар и неговото популаризирање во медиумите. На крај ове конференција за штампу Гордана Димова ја упознала присутни со целокупним извештаjem Комитета за права деца. Членовите на коалицијата не се буџетски корисници. Тие работат на волонтерска основа и немаат основни средства за реализација на зацртаните проекти. Се предлага владата да изготви критериуми за рамноправно финансирање на невладините организации кои работат за заштита на правата на детето. Тоа е нашето. Продажба на деца заради проституција и продукција на материјали за порнографија. Декларацијата обврзува и на почитување на подписниците на сите видови на работа и други активности кои го загрозуваат здравјето и сигурноста и го нарушуваат моралниот интегритет на децата. Глобал Марш и првиот координатор на Меѓународната конференција на трудот побараа и посебна заштита на женските деца. Сите држави кои ќе ја потпишат декларацијата, решенијата од овој документ ќе ги вградат во националното законодавство и ќе предвидат санкции за нивно непочитување. Владиниот извештај за спроведување на Конвенцијата за правата на детето во Република Македонија го оцени како декларативен. Во принцип, главно задоволни од владиниот извештај, кој што дава еден преглед на нашата легислатива и како одредбите од Конвенцијата на правата на децата се применуваат и се имплементирани во правниот систем во Македонија. Но од друга страна пак имаме замерка на она што како декларативно се кажува
и она што навистина во праксата се прави, тоа што како тоа како се работи со децата во пракса, што се мањка и фали во доградба на системот е тема за дискусија обсежна. Меѓутоа, важно е дека работите се движат. Македонија е потписничка на Светската конвенција за правата на детето од 1993 година, а тоа ја обврзува први на 2, а потоа на секои 5 години да поднесува извештај до Комитетот за правата на детето при Обединетите нации со седиште во Женева. Овој комитет покрај владините извештаи бара и алтернативни на невладините организации на земјите членки, на кои пак им приоѓа со особена сериозност. Ова од причина, бидејќи се очекува владите да обрнат внимание само на законите што ги третираат правата на децата, но не и на нивната практична примена. Македонските невладини организации, изнесувајќи бројни забелешки на владиниот извештај, посочија повеќе примери за кршење на правата на децата